26-та рунда на втората македонска фудбалска лига не направи промени на табелата, но ја разгоре битката за директен влез во прва лига. Дербито на колото се играше во Штипка де Брегалница и Македонија Ѓорче Петров ремизира играјќи без голови 0-0. Резултат кој повеќе му одговараше на тимот на Ѓорче, бидејќи бешкими загубија, пак Расим одигра нерешено Врадош, па со тоа лавовите на Бован Гранчаров се осамени на врвот од табелата. Утакмицата беше доста тензична, имаше голем улог. Он бегаме 5 бода од Брегалница, имаме доста бодовна разлика од нив, али од Арсими и Башкими не. На почетокот првите 15-20 минути Брегалница изгледаше многу подобро на теренот. После тоа ние почнавме да играме добро до 45 минути. Управо време бевме доста подобри, направивме 2-3 ситуации за гол. Не реализиравме ни они ни ние. После пак исто второто повреме пак почнавме малце полошо првите минути и на крај мислам дека тие 2-3 контри можевме да завршиме и со победа. Овој бот ни е одличен. Пред утакмица никад као екипа и као тренер не сакаме екипата да игра на нерешено. Тек кога видов резултатите кои ми кажа дека башки ми губи, а Арсим игра нерешено, тогаш на крајот бев задоволен и со X. Многу среќи посакувам на Брегалница. Со нив сакам да имаме добри односи. Се надевам да тоа што го сакаат да го направат. Ова рунда донесе уште два надпревари кои завршија без поголици. Така беше и Врадовиш, каде Детонет Плачковице го пречека Арсими, каде исходот беше подела на бодовите откако двете екипи одиграа 0-0. Каменица САС одигра нерешено без голови 0-0 против Новоци, но рударите ја продолжуваат длабоката резултатска криза и веќе заборавија да победуваат. САС има 4 последователни порази и едно реми на последните 5 меча, а пак Новоци е во позитивна серија резултати. Победа триумфираше во самиот финиш од мечот во Богданци, откако со голот на Димовски Прилепчини беа минимално подобри од Вардарски со 0-1. До минимална победа од 1-0 дојде екипата на Вардар Неготино, која славеше надборец, со што Велешени заедно со екипата на Вардарски се пакуваат за трета лига. Осогло преку разиграниот Владимир Жоглев дојде до победа над Башкими од 1-0 на домашен терен, со што жетварите забележаа победа која им е важна со цел да го сочуваат бараш местото за опстанок во втора лига, но со оглед на тоа дека во игра се 12 бодови тимот на Крсте Крстев и натаму е во игра и за директен опстанок, иако тоа реално ќе биде многу тешко. Охрид со 1-2 триумфираше над Скопје во автокоманда, пак во Гевгеле немаше победник. Екипите на Кожув и Беласица ремизира играјќи 1-1. Македонија Ѓорче Петров е прва со 57 бодови, Башкими е втор со 56 бодови, а пак Расими е трети или во бараж зоната со 55 бодови, додека пак Брегалница е четврта со 52 бодови на своето конто. Овие 4 екипи ќе ја водат трката до крај за тоа кои две екипи да обезбедат директен влез во прва лига, која екипа да игра бараж за можен влез во прва лига, а која екипа ќе извиси со тоа ќе остане во втора лига и следната сезона.